Еве, повторно се вративме во нашето студио, ТВ студио. Сега во моментов сме со нова наставничка и имаме следен час природни науки за 6-то оделение, така? Повторно. Здраво, наставничка, како сте? Добар ден. Може една дезинфекција да направиме пред Може, да почнеме? Извинете. Јас сум виновна. Не. Јас треба да гледам. Благодарам. Одлично. Убаво е пред да почнеме, нели да го споменеме овој ден денес, убаво прочитавте хороскоп за планетата Марс, дека денес е нели ден на планетата Марс, но убаво и да се знае дека денес е светски ден на здравјето, па бидејќи денес нели сме соочени со секојдневието во борба против нели непознатиот непријател што не можеме да го видиме, но сепак треба да ја подигнеме свеста за сопственото здравје. Се разбира. Одлично подсетување, наставничка. Денешната лекција е продолжение од минатиот пат, но малку повеќе е ставен акцент на произведувачите. Значи, повторно повторуваме за синџери на исхрана, но ќе објасниме малку повеќе зошто произведувачите се толку важни и што всушност тие прават во текот на нивниот живот, за да ги нарекуваме произведувачи и за да кажеме сето она што се случува во растенијата. Во учебникот учениците можат да си ги отворат учебниците, нели? На страна 112, од 112 до 115 15-та страна во учебникот се наоѓа е поместена оваа лекција. И поими кои што денес треба да ги обработиме се фотосинтеза, произведувачи, пирамида на броеви и движење на енергијата низ синџерот на исхрана. Вака кога ќе ги прочитаме некако не ни е баш многу јасно и заради тоа ќе одиме едно по едно да ги обработиме сите поими кои што овде ќе ни се напишани. Одлично. Може да поминеме на следниот слайд. Така. На следниот слайд имаме растенија. Минатиот пат многу објаснувавме за тоа зашто се важни растенијата и дека тие представуваат први членови во синџерот на исхрана. Но што тоа се случува во растенијата и зошто толку се тие важни? Важни се заради тоа што во нив, односно во нивните листови, се случува еден многу важен процес кој што се нарекува фотосинтеза. Дали никогаш сте го слушнале зборот фотосинтеза? Да, и учевме за фотосинтеза. Така, дали знаеме што значи зборот фотосинтеза? Дали можеме да го преведеме? Фото е светлина, синтеза, спојување? Да, спојување. Значи нешто се спојува под дејство на фотосинтезата. Во овој случај имаме две материи, две неоргански материи кои што треба да се спојат за да може да се добие храна понатаму во листовите. Тие две неоргански материи се водата од почвата и јаглеродниот диоксид од атмосферата, од воздухот што е околу нас. Но така обично не може да се случи спојувањето. Потребна е енергија за да го поттикне тој процес. Енергијата која што треба да се добие за да се поттикне процесот на спојување, треба да ја добие растенијето од сонцето. Затоа е многу важно, затоа и во името пишува фото, значи светлината е многу важна за да може да се поттикне процесот. Уште една важна работа е дека там секаде каде што гледаме зелена боја кај растенијата, само таму се врши фотосинтеза. Најмногу во листовите, но и стеблата кои што имаат зелена боја и тие исто така вршат фотосинтеза. И бактериите кои што имаат зелена боја и тие вршат фотосинтеза. И модрозелените алги и алгите во водата и тие вршат фотосинтеза. Значи сите тие спаѓаат во оваа група на произведувачи. Да продолжиме понатаму, односно тука е напишана дефиницијата дека фотосинтеза вршат сите зелени растенија што содржат зелена материја, хлорофил. Еве дојдовме до следниот поим кој што не представува учесник во реакцијата, но представува материја каде што се врши процесот на спојување. Значи сите зелени растенија во своите клетки, најмногу листовите, имаат мали зелени зрнца, кои што се наречени хлоропласти и се исполнети со зелена материја хлорофил. Таму се случува спојувањето на водата и јаглеродниот диоксид од воздухот, поттикнати од сончевата енергија. Кога имаме хемиска реакција,
кога имаме реакција на спојување, треба нешто да добиеме како продукт. Најважните две нешта ги гледаме тука. Пишува тука глукоза. Може Нана за да... За да одиме наназад мора да го проведеме целото. Така. Добро. Овде бевме? Тука бевме, да. Така. За да, значи имаме два поими напишано, глукоза или скроб и уште еден поим, кислород. Кислород. Да го појасниме глукоза. Глукоза е шеќер кој што се создава со спојување на неорганските материи, односно на водата и на јаглеродниот диоксид, и тој представува шеќерот, односно храната која што растението понатаму се ја користи за самото себе си, а ако има во вишок, исто така го користат сите останати членови во синџирот на исхрана. И најважното нешто, значи овде нема поважно и поневажно, но сепак кислородот е многу важен за сите живи организми, како и храната што е важна, така и кислородот, бидејќи процесот на дишање се остварува само во присуство на кислород. Може да одиме понатаму. Еве имаме исто така убав цртеж, каде сликовито и визуелно можат учениците да го воочат сето тоа и можеме да повториме сега. Имаме поими кои што реактанти, продукти, малку непознато, познато. Непознато и Продукти реагираат на нешто така, точно така. А продукти произведуваат нешто. Продукти се работите што излегуваат. Ете така. И имаме реактанти, кои ни се реактанти во процесот. Јаглерод диоксид, вода и сончевата светлина, не? Толку, да. Овие се услови, нели кажавме, сончевата светлина и хлорофилот што го има во листовите. Така. И понатаму се добиваат продукти кои што растението нели ги создава во текот на овој процес. Може да одиме понатаму. Ова е нешто што треба учениците да си го запишат во својата тетрадка, заради тоа што е текстуална формула, тие уште се мали, не ги употребуваат хемиските знаци, бидејќи тоа се учи во 8 одделение по хемија. Затоа пробуваме да ја напишеме формулата за рвенката за фотосинтеза во вид на текст. Па ги имаме, нели? Јаглерод диоксид, вода. И еве не сме ги напишале како учесници во реакцијата, туку сме ги учели како услов, неопходен услов кој што мора да го има и мора ние да го запишеме некаде. И но не учествува во спојувањето, само помага во процесот. Се добива глукоза и се добива јаглероден диоксид. Кислород. Кислород, да, се извинувам. Може да си запишат вака, разни примери, за да можат поубаво да ја научат оваа текстуална равенка. Одиме следно? Одиме. Значење на фотосинтезата. Го исцрпевме овај минатиот пат, но и сега убаво е да се потсетиме дека навистина се неопходен извор на храна, бидејќи сите живи организми зависат од нивното производство, потоа дека се извор на кислород, исто така, значи кога кажуваат за амазонските прашуми дека се бели дробови на нашата планета, не лажат. Тоа е вистина и исто така и за парковите и за шумите кои што се наоѓаат во нашата околина или секаде во светот, навистина представуваат неопходен извор на кислород и извор на енергија. Зошто извор на енергија? Заради тоа што храната има енергија и автоматски не можеме, бидејќи не можеме без енергија, не можеме и без храна, за да ги извршуваме секојдневните процеси кои што ни се потребни нели во секојдневниот живот. Така. Може, да. Би сакала сега малку да ги разграничиме овие два процеси. Учениците многу често знаат да се бунат заради тоа што гасовите кои што учествуваат во овие процеси се слични и некако не можат да имаат погрешен впечаток дека кога зборуваме за фотосинтезата и за дишењето, мислат дека растенијата вршат фотосинтеза преку ден, а не дишат, а дишат само ноќе. А во текот на ноќта па не вршат фотосинтеза. И сега сакам малку да ги појасниме овие нешта. Ајде. Интересно. Така. Еве на горниот дел не пишува за фотосинтеза. Дека при процесот на фотосинтеза
јаглеродниот диоксид навлегува нели во растенијата и како продукт се добива кислород. Така. При дишењето што користиме? Кислород. А испуштаме Јаглерод диоксид. така. Она што е влезно за фотосинтезата е излезно за дишењето. Така. Она што е влезно за дишењето, кислородот, е продукт на фотосинтезата. Сега, бидејќи кажавме дека фото, значи светлина, процесот на фотосинтеза се остварува, односно спојувањето на јаглеродниот диоксид на водата се случува преку ден, додека имаме сончева светлина. Во текот на ноќните часови продолжува процесот, но не е вака видлив, не е зависен од сончевата светлина, бидејќи тогаш се создава глукозата, се создава кислородот. Додека пак процесот на дишење се остварува, умеам така да им кажам на учениците, 24/7. Значи постојано, немаме тука поделба во кој дел од денот и ноќта се случува. Така да Што ние не паузираме од дишење и растенијата Точно така, точно така. Ете така. Може понатаму да одиме. Ајде, одиме. И еве, уште една убава фотографија каде ни го представува буквално тоа дека ноќе растенијата исто така продолжуваат со процесот на дишење, исто како и преку ден. Да. Може. Еве енергијата. Што значи да се пренесува енергијата од еден член на друг и како тоа завршува енергијата на крајот. Прво сакам да ги објасниме овие податоци. Килоџули представува единица мерка за енергија. И сакам да ги објасниме сите енергијата, што се случува со енергијата кога ќе се прими од сонцето. Во почетокот растенијата ја примаат сончевата енергија во вид на сончева енергија и таа понатаму треба да се вгради во шеќерот. Но таа има веќе поинакво име, бидејќи енергијата преминува во нов облик. Мораме да ја зачуваме таа енергија. За да ја зачуваме, за да можеме понатаму да ја искористиме во друг вид на енергија. Во овој случај се нарекува хемиска енергија, бидејќи е врзана во скробот, односно во шеќерите кои што се создаваат во растенијата. Понатаму, во следниот член на синџирите на исхрана, гледаме дека енергијата се намалува. Во следниот исто така и гледате крајниот член ни покажува колку малку енергија пропатувала ни синџирот на исхрана до последниот член. Сончевата енергија кај растенијата сме ја врзале растенијата во вид на хемиска енергија. Но натаму животните, нели, први тревојадот, се што јадот, месојадот и така натаму, ја претвараат во други видови на енергија, затоа што енергијата не се губи. Таа само поминува од еден облик во друг. Се трансформира. И еве имаме кинетичка енергија за скокање на скакулецот, топлотна енергија кај организмите кои што ги одржуваат телесната температура, така е. Потоа имаме звучна кај птиците пеачки на пример. Да, имаме и звучна енергија. Па имаме така, но зборување исто така. Да, наставнички мислам дека треба да им дадеме сега на учениците за домашна работа и може до крајот да отидеме? Ајде. Да. Така? Само кај. Толку, заврши. Добро. Ќе им дадеме за домашна задача да го нацртаат, да го нацртаат растенијето, да ги напишат влезните продукти, така? Да ги напишат влезните материи кои што влегуваат во процесот, реактантите, потоа да ги напишат продуктите на фотосинтезата и да напишат текстуалната равенка за фотосинтеза. Која беше? Ете така, која беше оваа. Добро. Ви благодарам многу, наставнички, за вашиот час. Ние сега ќе одиме со еден краток џингл и повторно ќе се вратиме во ТВ училница. Следно одиме со 6-то оделение, 7-мо оделение биологија, исто со истата наставничка. Се гледаме.